Музичка дијамантска сложувалка на радио ФМ Врева, Радио Слободна Македонија. Во ФМ Врева на Радио Слободна Македонија најавениот гостин пристигна. Станува збор за господинот Живко Поповски Цветин, уметник, сликар, хуманист, кандидат за Нобелова награда за мир, роден на 2 октомври 1944 година во село Брезово, дипломирал на земјоделскиот факултет во Белград, работел како новинар, уредник, бил директор, советник и раководител на државни станови, бил председател на Црвен крст на Македонија, живее во Скопје. Инаку мојот денесен гостин со сликарство интензивно се занимава од 70-та година. Во македонската и пошироката светска јавност е познат и почитуван по неговата хумана акција, мисијата Цвеќето на мирот. Во Македонија, но и во светот има реализирано повеќе од 300 изложби. Во овие повеќе од 30 на години творештво, односно сега се веќе 47, заради тоа што од 70-та година активно твори, тој подарил повеќе од 40.000 слики кои се наоѓаат во домовите на председатели на држави, парламентарци, уметници, поети, музичари, спортисти, на многу институции и поединци кои израчат со позитивна енергија. Сега дел од таа позитивна енергија ќе биде селектирана в сабота напладне на улица Македонија пред спомен куќето на мајка Тереза. Тогаш ќе се одржи изложбата Мироносно цвеќе за пријателството. Значи станува збор за една изложба на дела на мироносецот Живко Поповски Цветин, кој им ги има подарено на патниците, намерниците, блиските, пријателите, на убавината, уметноста, мирот и така натаму. Господине Живко Поповски Цветин, ви благодарам што дојдовте во студиото на Радио Слободна Македонија за да ја представиме изложбата која што ќе биде реализирана в сабота напладне, кажав, на улица Македонија под отворено небо. Ви благодарам за убавата најава, а исто така поздрав и до вашите слушатели на Слободна Македонија и на оваа прекрасна емисија Врева. Така. Каде што ќе проговориме за настанот што ќе се случи в сабота на 25-ти овој месец на улица Македонија, кај спомен куќата мајка Тереза, на отворено, како што рековте, каде што ги очекувам да дојдат моите пријатели кои добиле слики заедно со сликите, да ги видам, значи, моите слики како мои дечиња, така, и пријателите како вистински пријатели кои го ценат она што заеднички го правиме, а тоа е да шириме позитивна енергија. Така, имате повеќе од 300 изложби во Македонија, ширум светот, имате подарено над 40.000 слики. Да, веќе 50.000, над 50. Веќе се 50.000, да. Значи се зголемува бројката енормно, да. Така. Колку очекуваме да бидат слики презентирани, представени в сабота напладне на улица Македонија? Ако во Скопје имам подарено најмногу, едно 15.000 слики, ако дојдат 10% од тие што ги добиле, значи ќе имам околу 1600 луѓе. Ако дојдат пола од тоа, тоа се 800 луѓе, тоа е сосема доволно. А верувам дека и оние што не можат да дојдат ќе бидат на некој начин на таа изложба со своите мисли. Јас би сакал да кажам дека оваа изложба која е во организација на Lions дистриктот 132 Македонија, кои годинава одбележува 20 години лајонизам во нашава земја, каде што има повеќе клубови и лајони кои се вклучуваат во таа хуманитарна активност, особено за помош на лицата со оштетен вид. А исто така се придружува и Црвениот крст на Македонија, односно на градот Скопје, како и поголем број на институции. Еве тука да ги спомнам и старечките домови кои најавуваат дека ќе дојдат на оваа изложба. Потоа училиштата Гоце Делчев, Песталоци, како и Вера Циривири Трена и други ученици од Велес, заедно со нивните наставници, родители. Ќе настапат и 2 хора, односно 3 хора, хорот Серенада, хорот Вања Николовска и уште еден хор, Смирна, ќе настапат, ќе дојдат и верувам повеќе поети кои добиле мои слики, други луѓе кои еве се мои пријатели одамна, колеги, потоа ќе дојдат и други намерници кои
ете случајно ќе се затекнат во Скопје, а се од Така. другите делови на нашата земја. И ќе бидат многу срекни заради тоа Едноставно, што да, ќе ќе бидат подарувате. сретни што тие ќе ги носат сликите да ги видам јас, а ќе подарам и 101 слика за 100 намерници кои дошле, а немаат моја слика. Така. Исто така, сакам да кажам овде дека ќе изложам и една моја слика, Во цветна ваша патека на сопственост, мирот, така? да, Така. која ја правев годинава, ја сликав по повод 100 години на лајонизмот во светот и таа требаше да биде на конвенцијата во Чикаго испратена, меѓутоа од одредени технички причини не можевме тоа, таму испративме една слика преку нашиот гувернер Михајло Сирговски, една слика која е подарена со 101 цвеќе за лајонизмот во светот, како една порака да продолжиме по тој пат и да помагаме онамо каде што ќе затреба. Овде сакам исто да истакнам дека во Демир Хисар се организира, односно тече една моја изложба во Домот на културата Илинден, а во сабота на истиот ден во Напладне се случува еден настан каде што многу поети ќе настапат, а исто така и ќе се доделат награди за најдобрите поетски литературни творби на тој ден, затоа што по конкурсот што беше објавен предходно, сега се доделуваат и самите награди. Говориме за Демир Хисар. За Демир Хисар. Така. Значи, ќе стои таа изложба. Паралелно. Две изложби во Скопје и во Демир Хисар во исто време. Да, а верувам дека и многу слики ќе бидат поставени на Facebook на оние што не можат да дојдат, затоа што и тоа е дел од информацијата и настанот што ние заеднички го организираме, нели, сите заедно, сите пријатели. Значи, ќе има 3 паралелни изложби, една во Демир Хисар, една во Скопје, една на Facebook. Предпоставам дека ќе биде ставена на ивентот кој што е креиран веќе на Facebook за мироносното цвеќе на пријателството, сабота 12 часот. Да кажеме дека вистинскиот, оној централниот настан, всушност сите се вистински, меѓутоа ова е централен, се случува под отворено небо пред платото на Мајка Тереза. Е сега, од каде потребата да се соберат во исто време на еден простор сите дела кои што ги имате подарено? Сакате да видите како продолжува животот на вашите дела во домовите, во срцата, во раците на вашите пријатели, на сите оние на кои што сте им подариле? Сакате да проверите како се сочувани, колку внимателно и грижливо се негувани вашите дела? Тоа ли е целта на ова изложба? Да, токму така, да видам таа цветна моја градина што ја ширам овие над 30 години, цвеќе на мирот, а со уметноста, како што рековте, од 70-та година, тоа се нешто повеќе. 47 години. Да, за да видам дали моите пријатели ги негуваат цветињата што им ги подарив и зашто секој подарок има своја приказна. Па некој од нив сигурно ќе ја раскажуваат приказната едни со други, кај го добиле тој подарок, по кој повод и како грижливо го чуваат и го покажуваат на нивните пријатели кога ќе дојдат во нивните домови или во установите каде што тие цветиња се наоѓаат. Едноставно тоа се како мои деца кои се распространети низ цел свет, а сега ќе имам шанса дел од нив да ги видам, да ги погалам и да ги замолам да ја продолжат пријателите оваа мисија на мирот, да ја шират во нивната околина, секаде каде што се, како што вели Мајка Тереза, бидете љубезни и правете им добрина на оние блиску до тебе и чувајте ја радоста на сакањето на Исуса во своето срце. Што значи дека на тој начин, таа хумана димензија ја рефлектираме и ја шириме преку овие мои скромни дела, цветиња на мирот, што јас ги подарувам во илјадници броеви, и верувам дека тие се безценети за тоа што се безцена, но и заради тоа што е подарок. Така. Зошто подарувате толку многу? Од каде таа потреба да се подарува, да се даваат делови од себе? Па видете, јас сега веќе научив дефинитивно дека човек она што го подарува е негово, а се друго е туѓо. И токму тоа што јас го подарувам, верувам дека е мое и го подарувам
на луѓето кои на вистина некои го заслужуваат, а други пак верувам дека ќе се потрудат да го заслужат доколку се по возраст помали. Затоа што јас сум подарувал и на деца од самото раѓање, нели, кога во гинекологија на денот на раѓањето на децата подарувам по повод божичните празници, за мајките подарувам за денот на мајката, на жената и така натам. Едноставно, кога ќе се научи да се подарува, тогаш човекот е вистински човек. Така, вие сте навистина неверојатна харизматична личност. Сум имала можност јас да бидам водител на настан, а вие да сте присутни на тој конкретен настан со тоа што нили цртате во моментот и веднаш во истиот момент доаѓаат многу луѓе, се редат во редица и очекуваат дело. Значи, никако како условен рефлекс им доаѓа на луѓето кога ќе ве догледаат вас веднаш да посакаат да ви се приближат, најнапред ви се восхитуваат, особено оние помладите, меѓутоа исто така и повозрасните, со восхит гледаат како ги изработувате нивните дела и веднаш, односно вашите дела, меѓутоа потоа стануваат нивни и веднаш потоа едноставно со отворено срце приоѓаат со огромни насмевки. Неверојатни се реакциите на луѓето откако вие ќе се подпишате, ќе им ја намените сликата или делото, односно цветот на мир и потоа навистина на чудесен начин се расцветуваат насмевки на нивните лица. Нема да заборавам ова како анекдота, веројатно ќе го раскажувам долго во мојот живот на мината годишната недела на децата, односно на светскиот ден на децата во Public Room во јавна соба. Јас водител, вие веднаш до мене сликате и како тоа ги запакувате сите работи, просто се собравме сите, значи заврши настанот и дојде едно девојче и рече: тетка ми многу сака цвеќе и утре е роден ден, јас би сакала да подарам ваше дело на мојата тетка. И вие веднаш, значи, запакуван целиот се распакувавте, го прашавте девојчето која му е милена боја на тетката, направивте една прекрасна слика која што нели веројатно девојчето утре идента ја подарило на својата тетка. Ете колку е големо вашето срце, значи бевте спакуван, решивте да заминете, меѓутоа се вративте специјално за да го исполните желбичот или големата желба на малечката, односно на малото дете на вашиот иден, сега веќе сигурна сум и верен фан. Видете, тие моменти се навистина многу трогателни, а особено како ти можеш тоа убаво да го забележиш, и навистина јас ти благодарам за тоа што ме подсетивте, за тој настан. Se сеќавам многу убаво и никого не вратив јас додека бев таму, меѓутоа кога се појави... 3 часа бевме во Public Room во јавна соба, го одбележувавме нели светскиот ден на детето. И тоа беше навистина една река цвеќиња што ги подарив, но не останав должен и на ова девојче кое со голема љубов сакаше на тетката своја да подари, и тука нема кај да бев, што да бев, јас сигурно ќе најдев начин да ја подарам. И тогаш прашав, зошто го направивте ова? Тоа го правам од љубов и со желба ова дете ќе го раскажува тоа на нејзините деца, на нејзините пријатели, а исто така и нејзината тетка ќе го раскажува како нејзината внука успеала да обезбеди едно цвеќе на Живко Цветин за нејзиниот роден ден. Така, девојчето беше, значи, навистина мощна мало и навистина не знам од каде собра толку многу храбра за да дојде, за да ви пристапи, заради тоа што беше возбудена и сплашена во исто време, пресрекна кога замина. Вашето цвеќе расцвета на нејзиното лице. Се виде. Сигурна сум дека и утре, односно задутре во сабота, точно напладне ќе расцветаат многу насмевки на лицето на оние кои што ќе дојдат да биде дел од мироносното цвеќе за пријателството. Имаме ли посебна покана до некого, особено кој сакате да го видите во овие мигови, односно во сабота напладне, да дојде да види? И сакам уште едно прашање да ви поставам: дали настанот ќе биде документиран со видеокамера, заради тоа што чинам дека одличен документарец може да се извади од тој настан кој ќе има и поезија, и музика, и сликарство? Видете, јас да не ги двојам сега пријателите, сите ми се драги, но најдраги ми се оние ако дојдат учениците со сликите што ги имам подарено, зашто тие ќе можат да раскажуваат приказната како сум ги создавал сликите во нивното училиште и како тие добиле по една моја сликичка. Исто така и возрастните кои секогаш
ме благословат да бидам здрав и жив и да продолжам да ја ширам таа мисија на мирот, но и оние кои, еве, како поетите, музичарите, Так. и оние луѓе кои имаат посебна чувствителност кон уметноста, да еве се напојат со уште повеќе позитивна енергија и така заеднички тие три кралства, поезијата, музиката, сликарството, Так. да ги шириме меѓу луѓето во целиот свет. Дури и војните, нели, по завршување на војната треба да дојде мир. А ова цвеќе на мирот предупредува да нема војна. Така. Мироносно цвеќе за пријателството, дали ќе продолжи да живее овој, ајде ќе го кажеме, настан, има да кажам изложба, туку настани во другите градови од Македонија. Значи, вие не подарувате цвеќиња само на Скопје, не туку каде да одите низ цела држава. Да, па токму така, јас можам речиси во сите градови да направам ваква изложба. Ќе видиме кои од градовите ќе се согласи да направиме некој таков сличен настан. А исто така и надвор од држава би можел во Србија, би можел во Хрватска, би можел во Хрватска на универзијадата во Загреб му подарив и на 5 милиардитиот жител, кога 1987 година се роди во Загреб. Така. Тој има сега 30 години. Значи, има разни поводи. Еве сум подарил дури на Реј Чарлс, иако тој не гледал. Но јас ете направив еден Кои се гест. познатите личности на кои што славните личности во планетарни рамки говорам, кои што добиле ваша славните слика? личности Пауло Коелјо, Сидни Шелдон, Роџер Мур, Ричард Гир, Кораима Торес, потоа Зубин Мехта, Азнавур, Перес де Којлјар, Сандро Пертини, Кенет Каунда, Вили Бранд, Џорџ Буш, Горбачов, Сулейман Демирел, Хелмут Кол, Џон Мејџер, потоа на 101 држава членка на неврзаното движење 89-та година, значи сите во светот. Значи на некој имате начин. на политичари подарувано, на музичари, на актери, на славни актери, личности, на така. поети од Блаже Конески, па Окуџава, Вознесенски, Гилвик, Дагладжа, Тадеуш Ружевиќ, Анте Поповски, Гане Тодоровски и многу други наши познати, Петрема Андреевски, Радован Павловски и многу поети на струшките вечерија и овде во Република Македонија и во цел свет. Господине Поповски, благодарам што одвоивте време, што дојдовте во Ифанврива за да бидете наш гостин и за да ја представиме изложбата, онаа централната која што ќе биде во главниот град на Република Македонија, во срцето на градот, на улица Македонија, значи во сабота напладне, меѓутоа истовремено да кажеме дека ќе се случува во Демир Хисар уште една ваша изложба и паралелно на Facebook ќе имаат можност сите оние кои што нема да дојдат и да го донесат своето цвеќе на мирот на вашата изложба, да го постираат, значи на настанот кој што ви е креиран токму од вас. Сите оние кои што се ваши љубители на вистина многу добро знаат, значи се што треба да направат е да ги фотографираат своите слики и да ги постираат на фан страната на Facebook, односно да ги постираат на настанот кој што е креиран на Facebook. Благодарам многу, ви посакувам одлично здравје и уште многу вакви изложби и да се гледаме само за убави работи. Музичка дијамантска сложувалка на радио ФМ Вреба. Радио Слободна Македонија.